И уште од рано и сутринава ви најавив дека денеска ќе биде навистина забавно во нашето студио со гости, повеќе од вообичаено, така да Искра веќе ја пречека нашата трета утринска гостинка. Добре дојде за Ивана Јанковска, автор и водител на естрадниот магазин Старс, која стартува втората сезона. Честитки! Благодарам премногу и неубавата најава на убавите зборови вака утрински. Убаво ми пречекавте, морам да кажам. Такви сме ние, повели Искра. Да, и ти знаеш што за дека јас помлади и убави водителки не сакам многу да ми се гостинки. Ова ми го каже и минатиот пат. Да, знам. А минатиот пат, да, ама сега што се мора тоа, нели, сепак сме професионалци. Ивана, добро утро. Да, минатиот пат кога беше овде, се уште не беше така како во облаци, се неизвестно како ќе биде, затоа што тогаш ја најавуваше првата сезона. Така. Сега, еве, видиш како лета времето, веќе ја најавуваме и втората. Мене многу ми е интересно тоа што минатиот пат кога бев овде и кога ја најавувавме првата сезона, надвор се историја од врнење, имаше премногу собреќај. Сега најавуваме втора сезона, повторно врне, повторно собреќај, плюс го згрешив патот. Не знам како, дали тоа берикет, веројатно тоа ќе да е. Како, ајде сега, значи пред да преминеме на втората сезона, прво малце ретроспектива на првата да направиме. Може. Како протече? Ајде да почнеме прво од тоа. Од првичните најави, твои замисли, колку го одржа тоа или поради тоа што некој пат не испаѓа како што планираме, мораше да се смени нешто? Од самиот почеток па се до сега се поминати само неколку месеци, не е поминат премногу долг период, ама излезе како вечност повеќе од тоа што сум очекувала. Навистина вредно работевме, целиот тим вредно работевме, не само јас. Буквално сите што стоиме позади овој проект, вклучувајќи и телевизија Алфа со преводи, со сите тие работи нели позадински кои што се случуваат, буквално сите работевме премногу за сето тоа да резултира ете баш така како што резултира. Јас искрено не знам дали можам да сум позадоволна од тоа што моментално го имаме. Не викам дека не можеме да имаме повеќе да бидеме подобри, но сепак мислам дека овој почеток беше навистина премногу добар и од страна на гости, и од страна на тоа како поминуваа прегледите на емисијата и во телевизија и секаде каде што беше поставена по социјални медиуми. Мислам дека за сега сме на прав пат. Се надевам дека по тој пат ќе останеме да чекориме и понатака. Ивана, знаеш, 100 пати некако да речеме на забавните емисии од кои што и ние сме дел, се гледа малку како со подценување во смисла ето да седнале, се смеат, полесно е отколку некој поинаков тип на емисии. Но дали е тоа така? Во однос на подготовките, затоа што да се дојде до тој финален производ има многу работа. Точно. Само тој што ја работи оваа работа ќе може да го разбере трудот и она колку е навистина тешко да се оствари еден таков проект, една таква замисла и една емисија само да се направи. Колку организација е потребно во самото. Лесно име на тие што имаат напишано сценариот предходно, лесно име на тие што имаат се договорено од некој друг и што се само водители кои што се појавуваат. Да подсетиме дека ти си и автор, комплетен и водител. Па и буквално цела позадинска работа, да, од договарање на гости, договарање на тим, договарање на место, студио, опремување мајстори, фарбање на коцки и сите тие работи, да, навистина. Така да ме супер. Самиот тип на емисија Естраден магазин е нешто што можеби ние како поднебе не сме се уште целосно подготвени за тоа. Твојата замисла беше провокативни прашања. Успеа ли да ја размрдаш малку македонската естрада? Апсолутно, апсолутно. Тука успеавме тоа како што го најавив и минатиот пат. Значи имавме комбинација на македонци заедно со некои од надвор од нашите граници. Со каде што се навикнати на таков тип на емисии веќе. И со самото тоа што беа присутни едни со други, некако полесно ги прифаќаа сите тие работи заради тоа што кога гледа дека на некој му поставувам прашање, едноставно е да го одговори. И другиот, веројатно си помислил, па зашто јас да не можам да си го одговорам. Ајде малку со оној друг дел да речеме, ти не се знаеш со сите гости, така? Со многу мина од нив, буквално прв пат се гледаш тогаш. Нема секако да именуваме некого, но имаше ли ситуации да речеме да си очекувала од некого многу? Ти бил желба, ти гостува, па да си се разочарала?
Да сум се разочарала, не, сум се изненадила, да. Позитивно или негативно? Позитивно од многу луѓе кои што ни биле гости, од кои што не сум очекувала првично така добро да се изразуваат или добро да ми Да се ми вклопат возвратат во или да целата. се вклопат, да, или тие што се, можам да кажам дека најголемите звезди се многу поприземни од многу помалите звезди. И многу поприемчиви и не знам како да кажам, баш поубаво се однесуваат. Што е со провокативните прашања? Дали имаше некогаш ситуација кога некое прашање било препровокативно за некој, па не сакал да одговори, бидејќи сепак се снимаше, па барал да биде нешто избришено? Да, гледам се смешкаш, значи имало, не, така? имавме момент каде што гостин ни стана и си замина од емисија, но сето тоа беше договорено, а пред целата јавност излезе како тоа да било Скандал. не знам каков скандал, да. Еви, сега сакам да кажам дека сето тоа навистина си беше се договорено, не беше ништо да треба некој да си замине, доколку се изгледа целата емисија, секако ќе се види сето тоа дека е само исценирано. Заради тоа што шоу бизнисот си бара и такви работи. Да речеме, кога станува збор за телевизиски производ, некому може да му се допадне, некому не му се допаѓа, веројатно не сите сакаат таков тип, да речеме, на емисија, но самиот факт што започнува втора сезона веќе е значи дека е прифатено од страна на публиката, дека публиката го сака тој Точно. производ. Какви ти се реакциите од публиката и што мислиш дека е најпресудно во емисијата што еве дојде до втора сезона? Гостите, што некако успевам да ги договорам. Гостите се, пред се мислам дека едниот клучниот фактор за тоа што продолжуваме и понатака, за тоа што гостите се тие преку кои ние вадиме нели добра содржина, секако заедно со добра подготовка, затоа што џабе ти е и добар гостин, доколку не си подготвен со прашања, со игри, предизвици и сите тие работи кои што ги имаме во самата емисија, тогаш нема да биде ништо од тоа, но сепак целокупно е всушност. Треба тимот да е добро подготвен, треба да е локацијата добро, да биде се на место за да може се да биде добро. Ете, ние стигнавме втора сезона, отвараме токму вечерва и тоа со Балканска звезда која што има албум ист како што е нашата телевизија или Алфа телевизија. Јелена Карлиуша е наш прв гостин со албумот Алфа и Омега. Зборевме баш вчера и за тоа. Можам да кажам слободно дека синоќа воопшто не сме спиени со монтажерот. Монтиравме буквално цела вечер за денес да може да се донесе во телевизија и вечерва да се емитува сето тоа. Што значи останува истиот термин да си знаат гледачите секоја среда 20 часот и 30 минути. Обично велат кога нешто е добро не треба да се менува, но од друга страна пак да не бидеме здодевни, претпоставувам нешто треба да се смени. Што ќе биде исто, што ќе биде сменето во оваа сезона? Терминот е ист, телевизијата е иста, си остануваме на иста фреквенција, каде што ни дадовте и како премногу голема слобода и да може да си правиме како што одговара најдобро за сите. Сменето е студиото, имаме ново студио, ново руво, нов тим, имаме нов, имаме нешто многу голем новитет воведено во целата македонска телевизија, затоа што историјата на македонската телевизија, јас не мислам дека памти човек, водител, кој што е од Африка и кој што е црн и кој што зборува македонски така баш поинтересно и поразлично. Тоа до сега не сме го имале, го имаат соседните држави, секако за странство да не зборувам. Но Ема Блажевска ни почнува заедно, ете вчера ја отворивме сезоната со неа. Драго ми е и чест ми е што ни се дел од тимот и Ема и Ангела која што е актерка, исто така има глумено тука во серијалите кои што се снимани во Алфа. Имаме добар тим, јас се надевам дека се постигнува само со многу труд, многу работа, многу упорност и сето тоа. И љубов. И љубов, точно, љубов, да. Без љубов оваа работа не се работи. Јас многу ти благодарам. Мислам да не откриваме понатаму веќе ништо. Ова беше само да најавиме, да бидат покрај пред малите екрани во 20 часот и 30 минути и ни останува да ти посакаме многу среќа. Благодарам премногу за се. И третиот пат кој ќе дојдеш да не го промашиш патот. Така. Договорено. Третиот пат ќе си дојдам и со благичко и со кафенце плюс, за да може да се расониме како што треба. Ви благодарам премногу. Благодарност и од мене.